Еве немила. Некогаш ангелите на раце ги носеа луѓето во рајот. Погледни како денес оваа маса од народ во рај на раце ги носи ангелите. Пловат овие наши дрвени кутии, најмила, како бродчиња разиграни врз морските бранови, гордо подигнати над главите на ова море од луѓе, за подобро да го видиме патот кон вечноста. Ти реков, најмила, нашата свадба ќе биде поинаква од останатите. Ти сакаше свадба со многу сватови, дзирни, цел град е дојден да не испрати. Тука сум јас, најмила, 4 дрвени кутии зад тебе. Јас сум со бројот 42. Те гледам. Ти си само неколку ковчези пред мене. Енеа и мајка ми плаче искината од болка. Не плачи, мајко. Од секогаш сакаше да ја видиш свадбата на твојот син. Не стигнав да ти ја покажам вереницата, но знај, кога ќе помине крај тебе ковчегот од кој мириса на пролетни зумбули, снаата ти доаѓа да ти бакне рака и да побара благослов, да си бидеме заедно во вечноста. Таа е во ковчегот број 38. И го снемало мајко прстенот од раката, па сега се срами без прстен да помине крај тебе. Нека, мајко, веќе утре на небото ќе го купам најубавиот рајски прстен и ќе ја накитам со белегзии. Не плачи, мајко, види со колку љубов не испраќаат сите овие луѓе, сиот овој народ, мене и моите 57 девери. Врни ли надвор, мајко, или тоа коските ми солзат од радост, што се женам денеска, а кочани цело на нога.